почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Во овој момент владата нема решение за енергетската и за топлинската криза во Република Македонија. Затоа се бара донесување на оваа кризна состојба, за да може да се санира колку што се може, затоа што сите нормални текови и возови се испуштени. Условно, тоа што требаше да биде триумфализам пред 2 дена, премиерот излезе на вечерна сеанса на медиумите и соопшти дека е обезбеден газ од Србија, за веќе вчера на пратенички прашања овде да каже дека и таа работа не е сигурна, односно дека Газпром е во игра и дека не се знае дали ќе се овозможи проток на српскиот газ преку Бугарија, па Бугарија-Македонија. Значи, невиден аматеризам за многу сериозни теми и покрај тоа што во моментот Република Македонија има кризни состојби. Значи, кризни состојби и во енергетиката, и во топлинската енергија, прогласени од владата, се актуелни и владата ги има сите можни механизми да постапи и да најде решение за истите. Трагично, да не кажам до ниво на хистерија и лудило, е тоа што Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија не може ниту да го сослуша председателот на ВМРО-ДПМН, господинот Христијан Мицковски, кој излезе и јавно, транспарентно кажа дека има план со кој Република Македонија ќе ја преброди оваа лоша состојба и дека се нудат ефтини реагенти, дека се нудат ефтини сировини за премостување и на енергетската и на топлинската криза. Тоа што збунува во целата ситуација се 2 прашања. Зошто ова не се прифаќа? Зошто од страна на премиерот дури беше посочено дека нема ни простор за разговор? Единствено кај мене побудува 2 опции, 2 можни решења, дека или станува збор за лични односи, односно лични сделки претходно договорени со некои субјекти, кои сега со оваа понуда се нарушени, или некој свесно ја уништува Република Македонија со тоа што дополнително ја оптеретува со нови задолжувања, кои треба во еден момент Република Македонија да ја доведат во финансиско робство. Ми израдува фактот што министерот за економија малце размислува другчие од Социјалдемократскиот сојуз и од премиерот и се понуди како опција да се разговара, да се погледат сите алтернативи, затоа што реално кризата ни тропа на врата и час поскоро треба да ја решиме. Ова е сосема разбедливо, ако ги погледнете и последните анкети, каде што ВМРО-ДПМН има 19% доверба кај граѓаните, а Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија е во слободен пат со 9%. И јасно е каде смрди главата и јасно е дека овој брод, сите што ќе го напуштат, се во корист. Што ќе изгуби Социјалдемократскиот сојуз ако разговара со председателот на најголемата опозициона партија и воедно најголемата партија во Република Македонија? Нема да изгуби ништо. Само ќе се изгубат некои суети и тоа што ќе докажете дека едноставно ви се стави на располагање опозицијата, ви се стави на располагање председателот Христијан Мицковски во кризни моменти да помогне. Со самиот факт што излезе на говорница и јавно, транспарентно го прогласи тоа и неговата сериозност како носител на една од клучните улоги во државата, зборува сама по себе. Тој си ја заврши својата работа. Понуди на Република Македонија решение од излез од кризата. И ако тоа не се прифати, тоа е несериозно за понатаму. Се надевам дека лошо беше интерпретирано или лошо кажано од страна на министерот да предложиме македонските компании кои произведуваат струја да ја продаваат по известна цена на македонскиот пазар. Почитуван министер, тоа наликува како да повикувате на враќање на комунизмот. Ние веќе многу години живееме во плурализам, живееме на пазарен принцип. Дури и кризната состојба која ви овозможува да упаднете во некои фирми, во наводници,
Тоа значи само привремено ставање на ресурсите на тие фирми во интерес на државата, но по пазарни цени. Во ниту една ситуација не смеете да го загрозите интегритетот на тие фирми и тоа што ќе ви го испорачат како услуга треба соодветно да биде платено на тие фирми. Воспротивно, се надевам дека грешка разбрав, не смееме да се играме и да доведуваме во прашање враќање на претходни системи, тоа беше одлука на комунизмот. Зошто го кажувам ова? Затоа што многу е лесно кога давате лиценци, кога правите наменски закони за решавање на некои проблеми на одредени фирми, тогаш е добро да терате економија, меѓутоа кога решавате кризи, тогаш едноставно треба да се соочите со проблеми. Тогаш треба да засукате ракави и да сработите. Тоа ни најмалку не е лесно, тоа бара пријателства, тоа бара линкови, тоа бара одржување на контакти и тоа бара решение час поскоро. Едно од тие решенија, кога ви го нудеше председателот на опозицијата да закупеме газ, кога беше по разумни цени во летото, сите во Република Македонија од власта со подсмев гледаа на тоа и реагираа како да се кажала некоја голема глупост. Сега гледаме дека е возможно гасот да оди во два протока, дека има удели, дека може со гасот да се тргува и на различни начини да се воспостават тие линкови и гасот да дојде во Република Македонија. Сосема нормално за бизнисот со газ. Само ви требат линкови, ви треба пазар, да го закупите тој газ, соодветно да го складирате и да најдете соодветен проток како тој газ ќе стигне во Република Македонија. Што не е невозможно, туку е реална работа која сите нормални држави во Европа кои се гасово зависни го направија на времено, тука доминира Германија. Ќе ја поддржаме оваа кризна состојба од проста причина затоа што загрозени се интересите на државата, енергијата нема алтернатива. Ако не обезбедиме енергија, ако не обезбедиме струја, топлина, граѓаните ќе ни смрзнат. Институциите ќе се парализираат, системот нема да функционира, стопанството ќе колабира. До таму сме доведени да мораме да се однесуваме и ние државнички и покрај тоа што критикуваме да поддржаме една ваква опција затоа што кризната состојба колку толку може да донесе решение. На повидок е упадот во ТЕТО, согласно закони ви препорачувам, јавно излегува луѓето и кажа дека ланската година тоа што излегува во сусрет на владата и на претходната криза ги кошта ни повеќе ни помалку 37 милиона евра. Едноставно таа струја, ако ја продаваа на слободниот пазар, ќе беа во добивка плюс 37 милиона евра. Тоа што тие се одговорни и што излегува во пресрет на граѓаните на Република Македонија е само еден плюс за таа компанија кој јас како пратеник само можам да кажам секоја чест. Меѓутоа, во продолжение, верувам дека ниту тие, ниту Адора, ниту било кој чинител веќе ви се плаши толку колку што имавте моќта на корумпираното судство, на јавното обвинителство да може да правите што сакате. Затоа ќе морате да најдете партнерски однос со тие фирми и соодветно низ фер дебата, низ фер процедура, низ фер односи да ја пребородите кризата. Повторно ви виси проблемот со набавка на енергенси. Затоа добро е што размислувате малку различно од премиерот. Во моменти на криза мора да се стават сите ресурси на државата, па дури тие да дојдат и од опозицијата и да се стават во функција на државата. Секој друго сценарио е опасно сценарио за државата, затоа што не води во развој на државата. Тоа што ние дополнително го бараме и го поднесовме како законско решение, мораме да ја помогнеме и на општините, мораме да помогнеме и на стопанството. Затоа што кога ви зборував, малку ви стојат чудни бројките. 1 до 2 милиарди се загубите на државата, зборам целокупно и на стопанство, и на општини, и на влада, и на сите чинители од кризата. Таа криза вие менеджирате со стотици милиони, остатокот го плаќа стопанство. Остатокот го плаќаат општините. Еден ден, тој терет, ако не се правилно распредели, некој ќе колабира. Ако тоа стопанството е најлошата варијанта, тогаш ќе ви биде празен буџетот и ќе нема од што друго да функционира државата. Затоа час поскоро да се свестиме и да најдеме решение за овие работи. Благодарам. Тони Јаревски има збор.